Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. На отворена седница на Советот на општината Свети Николе, на која беа поканети и граѓаните и друга јавност, советниците предложија заклучок за преземање на мерки и активности за промена на локацијата на регионалната депонија во селото Мечкуевци. Советот со заклучокот бара да се определи друга локација надвор од општината или ако веќе останува во Свети Николе како локација за постојката, да се најде друго место. Во образложението на заклучокот стои дека изградбата на регионалната депонија за третман на отпад од 19 општини ќе бидат повредени интересите на граѓаните на Свети Николе од аспект на заштитата на здравјето на луѓето и животната средина. Советниците имаа ист став дека Мечкуевци не треба да биде локацијата на депонијата. СДСМ смета дека треба да се чујат аргументите против депонијата, додека владеачкото мнозинство е за повлекување од проектот. Генерално за промена на локацијата, доколку тоа е возможно и доколку општина Свети Николе не трпи штетни последици и буџетот на општина Свети Николе не трпи штетни последици во иднина. Ние мора да го слушаме право гласот на граѓаните, затоа што мора оваа одлука да биде граѓанска, а да не биде политичка. Ако треба ќе на крај ќе има и референдум граѓански кој што ќе мора Советот да го испочитува, а правно, затоа што не сум правник, има луѓе кои што има служби кои што ќе видат таа работа, ќе видат дали ќе има импликации финансиски, колку ќе има, како ќе се решат импликации, дали само општината, дали со сите општини, дали влада натаму ќе оде на друга инстанција и тие ќе решаваат за таа ситуација. Советникот од Левица дополнително предложи задолжително распишување на референдум. Тоа не може да го одлучат ниту европските бирократи, не може да го одлучат ниту партиските кадри во некој министерство, а нема легитимитет ниту овој совет и овој градоначелник да го одлучи тоа. Заради ова, денес ние интервениравме со амандман во кој бараме исклучително ова прашање да биде решавано на референдум и изградбата на регионалната депонија не сме да отпочне без консултација со граѓаните. Иако проектот е во напредна фаза, локалната власт на Свети Николе со оваа одлука на Советот презема активности за повлекување од него, со тоа што нема да назначи членови на управниот и надзорниот одбор. Доколку понатаму министерството и владата не го слушат гласот на граѓаните, пошто ќе сакам да потенцирам дека во претходниот период извршивме интернет анкета за тоа дали сте за или против изградба на депонијата на територијата на општина Свети Николе, од кои што од 502 испитаника 470 беа исклучиво против. А да не зборуваме за после истекот на анкетата која што траеше само 3 дена, имаше уште толку луѓе кои што изразито беа против изградба на депонијата. На отворената седница на Советот присуствуваше и пратеничката од Свети Николе, Благица Ласовска, која рече дека без оглед на фактот што 10 години трае овој проект, сепак треба да се слушнат граѓаните и нивните интереси. Апсолутно се согласувам дека држат и тие аргументи. Свесни сме, лично јас сум свесна за ризиците, но знаете, на крајот на денот, јас како пратеник морам да ги застапувам исклучиво интересите на моите сограѓани. А интересите на моите сограѓани се многу јасни, многу гласни, не сакаат депонија. И сега ако водиме дебата околу аргументите, ова трае од 2014-15 година, колку што јас се сеќавам, тогаш договор подпиша само 2 општини, а сега, доколку ми се точни информациите, се 19 општини и знаете, тоа се премногу општини, премногу отпад и искрено се сомневам во самиот капацитет, но да оставиме тоа експертската и стручната јавност да си го кажат. Повеќе граѓани и представници на граѓански издруженија за интересирана јавност излегоа на говорницата со свој став. Еден од најгласните граѓани беше дециден дека тие треба да го имаат главниот збор. Мојот став за изградбата на депонијата е промашен уште у стартот. Бидејќи овоа сега вие што го правите, требало пред да се консултира народот, пред да се почнат тие постапки да се депонија донесе и кај да се луцира. А не сега кога веќе е тоа направено, а тоа го направи оваа власт сега што е ВМРО и ВМРО сега сака да се изваде.
И мора да се опере ВМРО. Треба. Тоа е неисправно. Одма тоа да го кажем. Градоначалникот Дејан Владев кажа дека референдумот е крајното решение доколку централната власт и ги одземе ингеренциите на општината како што се заканува. Како што рече Владев, општината може во секој момент да направи ребаланс на буџетот и да организира референдум. Го поддржувам советникот од Левица, на иста линија сме, крајната цел е да се дислоцира, но ако централната власт притиска, референдумот е неминовен и ќе го спроведеме, изјави Владев. Фабриката за преработка на отпад е проект на Европската унија, која одвои 40 милиони евра неповратни средства за изградба на регионална депонија по европски стандарди за источниот и североисточниот плански регион. Со средствата од Европската унија, сите 19 општини добија камиони за собирање на комунален отпад и контейнери за селекција на отпадот. Исто така се изработи целокупната проектна документација за локацијата кај Мечкуевци, која чини неколку милиони евра. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk